Na desetici iljadi kilometri daleko od rodni od kraj vo Kanada, vo grad od Toronto, postoji jedan vistinski grad na Makedonci. S okolo 70.000 doselenici od site strani delovina Makedonija, s organiziran život i so razne aktivnosti što go smisluvat i spolnuvat sekodnevijето na naši od pečalbar v ovoj del na svetot. Така далеку во светот тие создаваат еден свој свет, низ кој се потврдуваат самите себе си и го потврдуваат своето место во многонационалната заедница на Канада. Овие 30 минути ќе ги поминете со македонски глас, глас кој како виор ќе ве однесе и како птици ќе ве натера да полетате собрани во едно јато во вашата мила татковина Македонија. Таму каде што сонцето од високо, чисто и златисто ги фрла своите сончеви зраци на овчарските падини и разгранетите шуми, чии гранки поигруваат на титкиот ветер, чии шум помешан со букот на врдарската вода, создала една песна која ја пренесла ехото на планината во секој катче на Македонија. Радиочасот се емитува два пати во неделата и тоа сабота од 3:30 до 4 часот и недела од 1 до 1:30 часот попладне. Претежно ова емисија, мислам Македонски глас, така се вика и радиоемисијата, содржи повеќе реклами, исто така содржи честитки од кои нашиот народ, мислам, се распознава во осталом преку тие честитки, што јас што мислам најповеќе тие се задоволни од песните кои ги слушаат. Слушате секој сабота од 3:30 до 4 часот и секоја недела од 1 до 1:30 преку етерот на радиостаницата CHIN на бранова должина 101 наши слушатели кои живеат во Торонто и околните градови. Кој ќе ми каже од вас како се вика нашата татковина? Тања? Нашата татковина се вика Социјалистичка република од Македонија. Социјалистичка република Македонија. Добро. Кој е главен град на нашата татковина? Тони? Скопје е главен град на нашата република. Така, главен град на Македонија е Скопје. Добро, деца, кој ќе излезе на табла и да напише неколку градови од Македонија на табла? Сонја? Чекај, гледам. Аз колко пъти дължам се прости на тази работа. Не бе. Дължам се прости. Ова училиште го организира црковната општина при црквата Свети Климент Охридско Торонто. Моментално е сега само факултативно, а се надеваме во иднина да имаме поголема посета и повеќе број на часови. Што изучуваат учениците? Учениците се поделени на две оделенија, тоа се комбинирани две оделенија, прво и второ, што го води учителката Тафовска, и трето и четврто, тоа се моите ученици. Прво и второ изучуваат стрикни македонскиот јазик, македонскиот правопис и јазик, а трето и четврто македонскиот јазик, областа на историја на Македонија и географија. Тие се редовни ученици во канадските училишта? Да, тие се редовни ученици во канадските училишта. Во ова училиште доаѓаат два пати неделата, среда и недела. Кој сами го финансираат? Го финансира црквата, црковната општина и родителите. Минатиот час, која стекотрога ученица имавме за да ја научиме за напамет за денеска? Кој ќе ми каже? Ајде, кренете рака да видам. Кој ќе ми каже? Билјана? Златни знаци. Златни знаци. Со намани труди маки, научивме многу знаци. Тие што се близко, драги, и сончеви златни знаци. Низ целиот живот иден, ке не греат вода тие. Сонце јасно секе биде, што сега мрако крие. Спиро, би сакала да те прашам лично тебе, што постигна преку часовите по македонски јазик? Јас научам, напишам и зборувам
Da čitaš po makedonski jezik. Da čitam makedonski jezik. Ученици общо земено, мислам, бројот на двете оделенија некаде изнесува околу 80. И ова е цифра голема, земајќи го во предвид бројот на учениците од минатите години. И од ден на ден се повеќе и повеќе се наголемува и мислам дека еден ден навистина ќе имаме добар број на ученици кој нас не радува и ќе имаме потреба и од други учители и од поголеми простории, и повеќе учебници, повеќе помагала и слично. Од културно-просветните активности што ги организираат македонските иселеници во Торонто и најголем интерес меѓу нив за учество, а и најголемо љубопитство за нивните настапи, постои за фолклорните секции. Во Торонто веќе подолго време со успех работат неколку пеачки групи и секции. Во нив членуваат љубители на фолклорот од сите возрасти, а за најмладите македончиња постојат неколку организирани групи, низ кои тие ги совладуваат тајните на родниот фолклор и на тој начин со еден свој дел ја чувствуваат татковината на своите родители. Зашто членуваш во фолклорната секција Македонка? Ми е многу добро да се учам, да денсам македонски и сакам да се учам каде зборувам македонски, да знам. Ти си родена тука? Ja, да сум. И моите родители се македонци. Најорганизирани и најатрактивни се настапите на фолклорните секции за време на Карванот на нациите, што секоја година во месец јуни се одвива во Торонто. Во тие денови сите народи што живеат во Торонто подготвуваат специјални програми, изложбените павилјони се преуредуваат во националниот стил од каде што поттекнуваат. И тоа представува можност еднаш годишно секој народ пред другите народи во овој град да се представи со своето културно и национално богатство. Таа можност целосно ја користат и нашите иселеници. На тоа тие се посебно горди и сите доброволно учествуваат во подготвувањето и организирањето на македонскиот дел од Карванот на нациите. За овој караван многу македонски жени се потрудија, спремаме, работиме во кујната, работиме на барот, каде што се доделуваат пијачките, се редат сувенири на сите маси и многу се заложени. Секој ден обично имаме околу 20 жени кои работат доброволно. Македонскиот павилјон е вистинска атракција за бројните посетители. Тука се влегува на вистина како во друга држава, со пасош и тој час-два се можност да се запознаат традициите и изворната култура на народот и почвата, што ја представуваат овдешните доселеници. Тука се изложени сите македонски носи, сетка и преди, се разгледуваат резбарските сувенири и најновите македонски книги, а на крајот секој може и да ги вкуси специјалитетите на македонската кујна.
Пред неколку месеци во Торонто е формирано и Канадско-македонското академско друштво. Доктор Денковски, вие сте председател на ова друштво. Која е неговата цел? Целта на ова друштво, Canadian Macedonian Academic Society, е да се соберат сите македонски интелектуалци кои не има доста овдека на број. Познато е дека има преку 40 доктори, околу 45 адвокати има некаде преку 30 инженери, околу 30 има дентисти, а професори овдека има над 100. Целта за ова наше прво да се упознаеме еден со друг меѓу себе. Второ, бидејќи сега вака раштркани бевме многу пасивни и не бевме активирани во македонската колонија овдека, и да се активираме било групно, било поединачно во нашите организации кои се позитивни, чисто македонски, во црквата Свети Климент Охридски, во United Macedonians, во атлетскиот клуб Македонија, фудбалскиот клуб Македонија, како и помагање на школата, ова што е за нашите деца на македонски јазик во црквата, на игроорната група Македонка од господин Адек Петлишков и од Джане Димов. И исто така би сакале да втора цел ни е да створиме еден мост на соработка помеѓу татковината наша, помеѓу матица на иселениците и нас овдека во Торонто, меѓу нашата колонија овдека, да тој мост на соработка го ојакнеме и во иднина биде поголем, да соработуваме на повеќе полиња, да можеме да отвориме телевизиски сат овдека, да се прошири телевизиската програма. И како трето е да се афирмираме во канадското општество овдека, ние како нашата етничка група овдека, како сите други групи, украинци, ерменијанци, евреи и сите други што се афирмирани овдека. Се чувствуваат резултатите од формирањето на ова друштво па до денес? Од формирањето па до денеска имаме постигнато многу видни резултати, поготово во афирмирање во канадското општество овдека. Проблеми се појавија нормално како и во секој почеток, тогаш е најтешко. Се јавија прво од овие разни други политички групации, мислам од страни држави, како што се пробугари, овдека и од грчката емиграција, кои во исто време, од како се роди идејата кај нас и ние покушававме да отвориме, тие тогаш покуша исто така да отворат нивни друштва на интелектуалци, за да ги повлечат народот тамо, да ги повлечат нашите интелектуалци, но мислам дека сите до еден останаа достојни и се искажаа како македонци, и заради тоа имавме ние најголем успех овдека. Тоа е гаранција дека успешно ќе работите? Јас мислам тоа беше најголема гаранција, бидејќи ние привлековме најповеќе од сите и уште многу мина ќе дојдат, макар да сме малку и внимателни приликом примање, за да не дојдат, за да не растурат. Во тоа треба да бидеме секогаш внимателни, како што се дешавало порано по нашите други организации, ќе се створат, ќе тргне се убаво и одеднаш после ќе се распаднат поради внатрешни разидувања кои настануваат во самата организација. Торонто е најголемиот град во Канада со преку 1 милион жители. По својот национален состав, тој е навистина еден свет на светови. Во градот живеат представници на преку 110 нации од сите бои раси и од сите страни на светот. Во тие 15 на карвански денови, во еден град може човек да се запознае со националните и културни богатства на сите тие народи од светот, кои што доаѓајќи од разни страни со себе и ги донесува и ги прикажуваат своите вредности. Патува карванот така од павилјон до павилјон,
Среќавајќи се со разни култури и светови, за да прерасне во просторот пред импозантното градско собрание, во вистинска атракција исполнета со разни приредби во која учествуваат сите. Сите народи во Торонто и во Канада своите активности ги изведуваат преку црковните општини. Во салите на Македонската православна црква Свети Климент Охридски се организираат и најголемиот дел од активностите на македонските иселеници. Ја сакаш ли? Да. Дека ти е честита. Дали тоа го направите по ваша слободна волја? По ваша волја. Ја сакаш ли? Дека ти е честита. Но сепак, најомилената форма на активност на македонските иселеници во Торонто е фудбалскиот клуб Македонија. Со него сите живеат, со него сите се гордеат. Number 3, Zadrukovsky Ordi. Number 4, Stefan Vasilev. Number 5, Dragi Najdanovsky. Number 6, Borko Andonovsky. Number 7, Lembe Arnodov. Number 8, Jan Papalia. Number 9, Skendo Aidinov. Number 10, Dobry Nemovsky. Number 11, Slavej Yankolovsky. Ние кои сме дадени да играме за тимот на Македонија далеко од нашата татковина е истовремено големо задоволство, исто така и обврска, бидејќи се работи за представување на една спортска екипа, но исто така и на една наша националност која треба овдека да се чуе, да се знае за нашите сонародници кои живеат одавна овде, кои ни помагаат, кои ни финансираат, исто така и за да се слушне во нашиот крај, за нашиот тим. Борко, ти си капитен на тимот Македонија.
Како обстои овој тим, знаеш? Па овој тим го финансира народот, иселениците, поточно речено овие што се наоѓаат во Торонто и јас мислам дека тие луѓе сакаат да имаат свој тим тука во Торонто кој им представува една голема забава и поради тоа сите сложно учествуваат во неговото финансирање. Ние сакаме да името Македонија не остане поназад од другите имена овде. И како друго, да ние продолжиме да се сеќаваме дека ние сме македонци и остануваме и понатака да бидеме македонци и да имаме нешто наше. Баш ни е мило и гордо да слушаме некои наши играчи играат, нашето име се пишува по весниците и така натаму. И низ фудбалот, и низ фолклорните секции, низ честите настапи пред канадската јавност, а најмногу преку добриот пример во работата, живее Македонија со своите оттргнати жители во овој свет, далеку од родниот крај. Ако веќе од разни причини се напуштил стариот крај, тој овде, крај новите огништа и во новите средини, со почит не се заборава и со уште поголем успех се афирмира.